Кратка астролошка прогноза за подзнакот Близнаци за 2026 година. Во ова кратко видео сакам да се фокусирам на главните теми со кои што подзнакот Близнаци ќе биде конфронтиран цела оваа 2026 година. Сакам да потенцирам дека астролошките куќи ги тумачам како едни цели астролошки куќи. Ајде да видиме што ќе може сега подзнакот Близнаци да очекува во оваа цела 2026 година. Од средината на февруар ќе патува Сатурн преку вашата 11-та астролошка куќа. Сатурн ќе затвори еден кармички циклус, но истовремено отвара еден нов кармички циклус во полето на вашето општество, во полето на вашето друштво, каде што вие што припаѓате. Сатурн ќе бара од вас да се повлечете. Сатурн ќе бара од вас да делувате интуитивно, да делувате само тогаш кога и за вас тоа ќе биде корисно. Од 26 април ќе патува Уран преку вашата прва астролошка куќа. Тоа ќе биде значи еден доста моќен транзит, затоа што Уран во хороскопскиот знак Близнаци беше последниот пат пред 84 години. Уран ќе го промени вашиот начин на изглед, Уран ќе го промени вашиот лајфстайл, значи како вие се покажувате кон другите, можеби ќе ве измени комплетно и можеби ќе ви даде една инспирација да размислувате за вас, за вашето тело и вие како се представувате кон другите на еден сосема друг начин. До средината на јуни ќе патува Јупитер преку вашата втора астролошка куќа и ќе ви донесе голем благослов, што значи тоа добри финанси. Од средината на јуни па до следните 12 месеци ќе патува Јупитер преку вашата трета астролошка куќа и ќе ви отвори нови шанси, нови можности за добра комуникација со вашите соседи, но исто така и со вашите браќа и сестри. Јас ви пошакувам секое добро за 2026 година.